Се наоѓаме пред Рибека за да ви кажеме дека вечерва, ако имате време и ако сакате да бидете дел и од журка, но во исто време и да им помогнете на луѓето, тогаш во 20 часот Дац и Александар Митевски ве чекаат токму овде на една забава, но со хуманитарен карактер. Саша Богдановиќ ова утро заедно со нас на лице место овде да ни кажа всушност кои се луѓето кои што се во го организираат. Знам дека се работи за 3 семејства, кому треба сите ние да помогнеме? Па, оваа активност е да кажам еден континуитет на претходни организирани активности. На почетокот со банка за храна собиравме, да кажам, повеќе донации во храна, потоа заклучивме дека треба да се на луѓето не им недостасува само храна, него недостасува нормални услови за живот, потоа проширивме таа активност, во таа активност се вклучува и многу други организации, приватни фирми, физички лица, ресторани, така да ова е еден склоп на да кажем на коалиција на повеќе правни и физички субјекти кои што се вклучија во цела оваа активност и дадоа свој придонес. И на крајот станува збор за активност каде што одредени луѓе ни се пријавија и не замолија да се вклучиме со помош. Ние сме само на некој начин, координатори, координираме со целата активност, да, вие како медиуми не помагате со тоа што ја ширите веста за да стигне до секој. И со тој еден начин, на некој начин се собира цела таа позитивна енергија луѓето каде што сакаат да се вклучат и да помогнат. Например, за двете семејства каде што треба да решаваме стамбено прашање, веќе одредени фабрики кои што произведуваат градежни материјали се нафатија да донираат градежен материјал, така да средствата кои што ќе бидат наменети ќе бидат најчесто за нешто што го немаме, се нема обезбедено. На крајот семејството само ќе одлучи што и како ќе прави. Нашата работа е само да им обезбедиме. Додека за малата Анастасија веќе е покрената акција тука и во Србија и ние само се приклучуваме на акцијата. Значи веќе си има организатор на таа акција, ние рековме не замолија дали можеме ние да се вклучиме со дел од средства да помогнеме и ние. Ова не е прв пат да организирано вака настапувате, всушност ќе држиме палци сите да нема вакви акции или да не ни требаат вакви акции и луѓето да имаат нели можности. Може да споменеме некои од работите кои што досега сте ги реализирале? Па во изминатиот период, да кажа во некоја најблиска иднина, обезбедувавме средства за операција на очи на еден повозрасен човек, потоа исто за операција на рбет на едно девојче од Газибаба, потоа помагавме за изгорената куќа на семејството од Бутел. Сега со други фондации од Србија се вклучивме, изградивме нов дом, имаат 8 дечиња, фала Богу ги вселивме сега скоро. Сега за неколку дена ќе има ново вселување на две нови завршени куќи. Ама пак кажам, тоа е еден склоп на повеќе организации од различен карактер. Некои помагаат многу детни семејства, некои не дај Боже вакви нестрекни случаеви. И ние, например, се вклучуваме со сите нив за да малце повеќе, да кажам, таа енергија која што има позитивна кон луѓето ја канализираме и секој нормално се одлучува за што и како. Сепак на крајот секој се пронаоѓа, некој може ќе донира финансиски, некој можда нема да се вклучи, ама например како медиум, како вас ќе ни ја прошири веста, друг например со материјали, трет например вчера завчера со неколку луѓе што се слушнавме имаат сочуван намештај кој што сакаат да го донираат, така да така и се тоа баш вчера и дознав има една организација која не фрлај него донирај. Секој што реновира или прави нешто што има сочувано, ни се јавува и тие истите ги донираме, како истите средства кои што можда биле за таа намена ќе се искористат за нешто друго. Да. Беше ли тешко да се договорат и кафичот кој што е зад нас, нели ресторанот и Дац и Александар Митевски за вакво нешто? Па искрено сите локали во градов имаат набиена агенда, нормално тоа живеат од тоа работа, но јас сум искрено среќен и изненаден како веднаш изреагира, посебно од Трибека, каде што веднаш нормално одстапија еден од деновите и Даци Александар Митевски кој што нормално цело време се некаде и ги поздравам што рекоа Саша нема проблем само да утаначиме некој термин бидејќи имаат веќе однапред месец-два договорени, посебно сега пред Нова година, така да не само они, него и веќе други луѓе почнаа да се јавуваат. Се надам дека вакви некои активности ќе се прошират и ќе станат некоја добра навика, да кажам континуитет, а ние, како што кажавте, да дојдеме до тоа ниво, односно до тој ден да нема потреба да собираме вакви акции, него да се собираме чисто да се дружиме. Да. И уште еднаш подсетување што вечерва ќе се случува во Трибека и зошто сите треба да дојдеме, кому помагаме? Вечер во Трибека има
мини концерт или настана Даци Александар Митевски, као што настапуваат и сегде, само што ова ќе биде од хуманитарен карактер. Морам да кажам дека веќе капацитетите се фул, исполнети, резервации. Многу луѓе ќе дојат, само ќе донираат и ќе си заминат. Многу луѓе се рекоа дека не се тука, па ќе најдат друг начин како да го направат сето тоа. Значи ќе биде опуштена атмосфера, мала забава во која што ќе се собираат средства и потоа тие само ќе се поделат на семејствата. Така. 300 динари влезница, како што прочитав. Така е. Да, добро. Значи уште еднаш покана до сите вас. Веројатно ќе имате можност да видите што ќе му се случува денеска на Скопје, но до вечер ќе знаете како нели мирно да стигнете до Трибека. Даци Александар Митевски ве очекуваат на уште една хуманитарна забава. Средствата се за помош на 3 семејства од ранливи категории.